Благодарам, председателе. Моето прашање ќе биде упатено имам едно прашање до министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Како вовед на ова прашање би сакал да кажам дека некаде при крајот на април до Комисијата за надворешни работи како работно тело во Собранието беше доставен извештај за работата во текот на овие 2 години на Министерството за надворешни работи. Овој извештај беше доставен како еден вид резиме. Значи, истиот, наместо да биде извештај со запазена методологија, со референци, со структура, дури не беше ни доставен ни во никој електронски формат, туку едноставно беше копиран на Вибер групата, која што е неформална група, беше копиран буквално онака како што министерот, односно Министерството го пратило, и административците задолжени за закажување на седници само ни го залепија на таа група и ние имавме состанок каде што министерот имаше свој експозе по однос на овој извештај, кој што е во рака од моја страна префрлен на Word документ, малку структуриран за да можам да го прочитам, затоа што беше без проред, без никакви референции, никаква методологија, без подпис. Ние не знаеме кој стои за овој извештај. Но како и да е, министерот Тимчо Муцунски во своето експозе на комисијата кажа дека ако треба да асумирал работата која што ја изложил во овој така наречен извештај, тоа било надворешна политика со 3 зборови: достоинство, резултати и визија. Да одам поред за сите овие принципи кои што мисли дека министерот ги постигнал. Во однос на достоинството, Македонија во мандатот кој што го води Министерството господинот Тимчо Муцунски имаше скандалозни позиции во меѓународните организации, каде што се најде во друштво на многу мал број држави, кои што ги блокира одредените и не дадоа поддршка на прашања поврзани директно со меѓународното право и човековите права. Имаше гласање против укинување на нелегалните санкции кон Куба, гласање против резолуции во Советот за човекови права поврзани со окупацијата и правата на палестинците, гласање воздржано за спроведување на хуманитарната помош кон Палестина. Видовме дека Министерството се истрча и да ја осуди Исламската република Иран, пазете, затоа што беше извршена агресија токму во Исламската република Иран, спротивно на сите меѓународни принципи, на сите меѓународни права, и министерот Тимчо Муцунски, наместо да застане во одбрана на меѓународното право, застана на страната на агресорот, што последиците допрва ќе ги чувствуваме. Да се префрлиме на резултатите за кои што зборува министерот. Резултатите прво ги видовме со европскиот систем за влез и излез, кој што не само што создаде проблем за македонските граѓани, кои што за разни потреби, одмор и било што посета на своите пријатели одат во Европската унија, на границите има метеж и чекање од по 3-4 сата, непотребни дополнителни контроли, како да се вративме во 90-тите, значи тоа е резултатот на надворешната политика на министерот. Потоа, резултатот е исто со нашите превозници, поради воведување на овој систем, не само што не можат да работат тука, туку своите фирми и своите вработени ги префрлаат во фирми во соседните држави кои што се дел од Европската унија. Значи, резултатот на
надворешната политика на министерот Муцунски е тоа што нашите превозни фирми згаснуваат во Македонија, но затоа своите капацитети ги префрлаат во соседните европски држави, највеќе во Република Хрватска. Резултатот е во Албанија продолжување на бугаризацијата на македонските етнички групи. Резултатот е таму што продолжува иселувањето на македонците од нивните огништа. Резултатот е се уште неотворен и нефункционален конзулат во Корча, а уште помалку функционална и активна амбасада во Тирана. Резултатот од работата на Тимчо Муцунски во Бугарија, меѓународни организации и пресуди на Европскиот суд за човекови права со години укажуваат на систематско негирање на македонскиот идентитет и ограничување на правото на здружување. Се уште во Бугарија на македонските здруженија не им се дозволува да постојат. На македонските здруженија во Бугарија трпат невидени притисоци. Министерството за надворешни работи не само што нема подобар резултат, туку нема никаква иницијатива било како да ги подобри овие работи на македонското малцинство во Бугарија. Резултатот на министерот Муцунски за македонското малцинство во Грција. Резултатот е тоа што во Грција и покрај Преспанскиот договор, кој е реалност за вас, во Грција и понатаму не се признава етничко македонско малцинство. И понатаму не ги признаваат неговите права. И понатаму во Република Грција се уште не се дозволува постоење на македонски организации. Им се забрануваат фестивали, им се забранува дури и да пеат на македонски јазик. Министерството мисли дека успех ќе биде доколку Република Грција постави табла на која што ќе пишува дека не се оди за Скопје, туку се оди за Северна Република Македонија, кое што уште не е направено. Во однос на визијата, апсолутно никаква визија не е покажана од Министерството за надворешни работи, а тоа се гледа во фактот што, според официјалните бугарски податоци, од 2027 до средината на 2025 година, бугарско државјанство добиле над 200.000 македонски државјани, а уште десетици илјади барања се уште се во процедура во Република Бугарија. Што ни укажува на еден огромен тренд, каде што македонски граѓани, знаеме од кои причини, заради добивање на работни дозволи во Европа, посегнуваат кон земање и аплицирање за бугарско државјанство. Овој тренд отвара сериозни прашања, господине министре за надворешни работи. И вие не само што покажавте дека немате никаква стратегија за задржување на овој процес, значи за запирање на овој процес. Значи, дали вие имате, дали постои политика за намалување на мотивите за земање вакви државјанства, вакви пасоши на македонските граѓани? Дали, например, вие направивте некаков обид за онаа земја, предпоставувам со сигурност дека тоа е Република Германија, да направите некаков билатерален договор за да не морат луѓето кои што треба да одат на работа во Република Германија да не морат да посегнуваат кон бугарски пасоши, за потоа бугарската држава пред меѓународните организации да го искористи тоа како бугарско малцинство непостоечко во Република Македонија. Значи, вие, ако сметате дека имате визија, ја ве молам да ми кажете како ја гледате. Ова е најгорливо прашање на надворешната политика на Република Македонија и на македонските национални интереси, а вие не покажавте никаква иницијатива. И навистина, врз основа на какви резултати министерот си дозволи своето резиме пратено на Вибер групата да го карактеризира како достоинство, резултати и визија. Благодарам.